Штрајкот на просветните работници ставен во мирување. После одлуката на синдикатот за продолжување на социјалниот диалог со Министерството за образование, денеска наставниците во основните и средни училишта во Кочани продолжија со својата континуирана работа без никаков прекин. Учениците во клупите, а наставниците уредно ја вршеа својата должност. Голем број родители, испаничени од најавите за евентуален штрајк, рано утринава лично ги донесоа своите деца на училиште за да се уверат дека штрајк ќе нема, а наставата ќе се одвива без проблеми. Мнозинството од нив негативно го оценуваат штрајкот, заради тоа што во неголема загуба би биле нивните деца. Има и такви кои ги поддржуваат наставниците, а најголем број од граѓаните воопшто не сакаат да коментираат на оваа тема. Пензија мала и на доктори, на професори, и така не треба да штрајкуваат. Добро, еве доколку има штрајк, дали ви ваше внуче би пуштили на училиште? Па како не, ќе го пуштам. Да, ќе го пуштам, па они нека си водат сметка. Директори, професори, надлижни кои се, а на кои не му се работи, на бирото има полно, па ќе ги заменат. И треба и не треба. Па ја мислам дека треба. Шом сите може да штрајкуваат, треба и наставниците да штрајкуваат. Зошто? Па имат право и они, нели? Тоа е законодавно. Штрајк. Со законот е... Децата ќе губат настава. Па имат замена. Па губат децата, ама гледам ја телевизија, гледам вика децата губат настава, ама ова кој ми потраži вика пари, па ја па не може да му давам, па исто доваѓа тоа некој. Вие ги поддржувате да штрајкуваат? Најавениот штрајк во образованието остави простор за уште една ревизија на одлуките од двете инволвирани страни. Рокот за преговорите на СОНК и владата ќе трае 3 месеци. Ако до крајот на декември не се постигне конкретно решение за спорните прашања, од СОНК најавија дека повторно ќе го активираат штрајкот. Дополнително, Советот на СОНК одлучил да се покрене судска постапка против сите за кои ќе се обезбедат докази дека вршеле притисоци за неодржување на генералниот штрајк врз членовите на СОНК, што според нив е спротивно на Законот за работни односи и санкционирано со кривичниот закон.